или панова. Ви благодарам, правобранителе. Значи, овој проблем се случува многу подолго. Жалам што дури сега се обратиле до народниот правобранител, но тоа не значи дека, и сами рековте, дека ние не можеме да изгласаме уште во овие препораки да биде внесена ова наша заедничка констатација и препорака како идна мерка, затоа што во моментот се случува. Ние најчесто доцниме многу долго, со години, кога луѓето се заборавени од системот. Дајте да реагираме побрзо, затоа што еве ние лично реагираме веќе 1 година до надлежните институции. Меѓутоа, официјално се уште нема ништо, има само ветување и изјави по телевизии дека работат работни групи. Кога ќе има и наша препорака, и кога оваа препорака ќе биде изгласана од собранието и испратена, затоа што еве ќе притискаме да биде што побрзо завршена оваа работа, истата ќе стигне до институциите и за 6 месеци ние веќе ќе очекуваме некаква реакција од страна на владата или некаква конкретна работа. Затоа што со префрлањето на одговорност и префрлањето на топката од една институција до друга институција ги имаме најголемите проблеми, надлежноста. Едната институција вели не е во наша надлежност, другата институција вели не е во наша надлежност, а третата институција вика не сме знаеле. Што е уште поскандалозно. И ова беше повод да ние направиме реакција. Ја поздравувам иницијативата на Комисијата за политички систем, за тоа што сакате да го направиме со женските затворенички, без разлика за состојбата во воспитно-поправните установи. Апелирам тоа да го направиме уште веднаш, и нашата пратеничка група и членовите на комисијата апсолутно стојат на располагање. Ќе направиме надзорна расправа, се што мислите дека, односно заеднички ќе реагираме во тој дел, меѓутоа да реагираме веднаш, да не оставаме да помине повторно време и да разгледуваме некој нов извештај кој што ќе биде бетер од овој. Ви благодарам.